Благодарам, подпредседателе. Почитуван премиер, почитувани министри, почитувани колеги, почитувана јавност. Ке поставам 3 прашања. Сите прашања ќе бидат до председателот на владата на Република Македонија. Првото прашање се однесува на судско-обвинителскиот систем. Систем кој што има доверба кај македонските граѓани еднаква на статистичка грешка, според некои анкети од порано 2%, а сега можеби и помалку. Иако обично не се навраќам на минатото, туку гледам во иднината, меѓутоа овде не може а да не споменеме зошто е тоа така. 7 години владење на СДСМ и ДУИ беа донесени на власт, практички донесени на власт со паролата нема правда, нема мир. И ако земеме да спомнуваме колку скандали се случуваа во судско-обвинителскиот систем, ќе напоменам еве само јас неколку. Оние театрални, циркуски пресконференции на така наречените три граци од СЕО, политичкиот прогон кој што го правеа, тандемот Русковска-Кацарска, кој што добива и награди и унапредување во повисоки инстанции. А во Америка се учеше лошото судење на нашите суди како негативен пример за судење. Па имавме тело кое што требаше да донесе реформи во правосудниот систем, го водеше Зоран Заев. Уште тогаш се знаеше дека од реформи нема да има ништо, дека тоа е само една голема лага. Па имавме оставка и изјава на една председателка на судски совет која што рече дека има притисок од политички и бизнис елити. Па имавме избор на обвинител за организиран криминал кој што апсолутно никој не го познаваше. Иако законот предвидуваше со тајно гласање од обвинителите, човекот никој не го познаваше, нити можеше да понајде CV. Или неправда, селективност, корупција од високо ниво, тоа се зборови символ за еден длабоко еродиран систем. Минатата недела, точно пред една недела, во четвртокот, по ваш предлог, од предлог на владата, претходно по закон од предлог на Советот на јавни обвинители, имавме предлог за избор на јавен обвинител, точно пред една недела, кој што се надеваме дека ќе врати довербата во правосудниот систем, иако ќе има многу тешка задача. Интересно е што опозицијата немаше забелешки за биографијата на кандидатот, нити имаше забелешки за евентуална политичка поврзаност со некој од партиите, но сепак не го даде свој глас. ДУИ реши да биде воздржан, СДСМ воопшто не гласаше. Моето директно прашање кон вас, господине премиер, е кои се вашите очекувања од работата на новоизбраниот државен јавен обвинител? Второто прашање, исто за една област, која што не знам дали обвинителството беше најлошиот начин на владење на СДСМ и ДУИ или енергетиката. Енергетиката која што е столб на едно општество, столб на економијата на едно општество. И сега излегуваат со пресконференции дека се купувала струја. Па секогаш се купувала струја. Оние кои што ги доведоа енергетските капацитети во земјата буквално во руина. Ги направија ЕСМ и МЕПСО најголеми загубари, нешто што барат дополнителни вонредни напори за да се излезе од таа криза. Оние кои што плаќаа 300 милиони евра директно ставаа во буџетот на ЕСМ, заради тоа што буквално ЕСМ не можеше да земи плата. Оние кои што увезуваа јаглен со фирми кои што беа формирани неколку дена пред јавната објава или во текот на јавната објава. Вие уште, кога се формира владата, првиот ден веќе се најави нова инвестиција во Штип, Карбинци и Радовиш, ветерниот парк, и други бројни инвестиции кои што ќе значат постепен трансфер кон зелена енергија. Моето прашање е каква е состојбата моментално со енергетиката во Македонија, но и во пошироки размери.
гледаме дека како еден конфликт на Блискиот Исток има за последици криза во целиот свет, ова што се случува сега со нафтените деривати, но има одредени предикции дека исто во наредниот период, во еден поширок период од една декада и повеќе, ќе има проблеми со електричната енергија. Па моето прашање е не само состојбата со енергетиката во Република Македонија, туку во поширок аспект, како ќе биде, дали има одредени предвидувања, како ќе биде состојбата со енергијата и во пошироко ниво. И третото прашање на нешто што како ВМРО, ДПМН и коалицијата на последните парламентарни избори во 2024 година дадовме одредени ветувања, кои што веднаш почнавме да ги реализираме. Тоа е пред се беше зголемувањето, линеарното зголемување на пензиите од 5000 денари. Се сеќавам кога одевме на изборите, една пензионерка, тргнувајќи од тоа дека некој порано ветувал и лажел, ме прашама дали вие вистина ќе го исполните ова очекување. Го исполнивме веднаш. Исто така едно од нашите ветувања беше изголемување на платите, постојано зголемување на платите, и имаме еве за овој период до сега 10% зголемување на платите на полициските службеници, социјалните работници околу 20% повисоки плати, преку посебни колективни договори вработените во Генералниот секретаријат и СОЗР 30% зголемување. Пред известен период имавме околу 11.000 вработени во администрацијата, судовите и обвинителствата, со еден историски договор кој гарантира системско покачување на платите од 40% до 2028 година. Но бидејќи јас доаѓам од образование, јас би ве замолила да им биде поприфатливо на граѓаните и појасно да ни објасните за колку проценти ќе се зголеми платата на просветните работници со исплатата на мартовската пензија плата во април. Благодарам.